Prvo treba da se znaju дека бричењето од брадата е харам во сите метеби. Кај ханефиите, маликиите, хамбелиите и исправното мислење од шафиите. Бричењето од брадата е харам. Брадата да се прави со линии. Брадата, таа брада што се прави со линија е харам. Не е дозволено. Зашто? Зашто имат стигнато на тој степен, го имат кратено толку брадата што имат влезено во харам. За да го прави со линија брадата, треба да е кратка. Како може да правиме овде линија на ова долга брада? Можам да правиме или не можам? Не можам да правам. Значи колку треба да е брадата? Та е кај кожата, лепена, за да правиш линија, црта. Цртичките прво се на брадата, цртањето на брадата или линии или било што е харам. Не е дозволено. После посланикот салаллаху алейхи ве селем имат наредувано брадата да се пушти. Ето имаме многу хадиси. Од Ебу Хурайра, од Абдуллах ибн Омер и други асхаби. Велит посланикот салаллаху алейхи ве селем, хадисот од Абдуллах ибн Омер, велит пуштете ги брадите и кратете ги мустачите, халифул мушрикин. Халифул мушрикин. Да се разликуваме од кого? Од мушриците, велит посланикот салаллаху алейхи ве селем. Од меđусите. Од меđусите и од мушриците. Дојдоа двајца, оние двајца, знаеш кога кажав јас дента дерсот на албански? Што дојдоа кај посланикот салаллаху алейхи ве селем да го земаат во Персија со ними. Посланикот салаллаху алейхи ве селем кога ги виде ними, тие беа бричени и ги имае пуштено мустачите. Посланикот салаллаху алейхи ве селем, пазите што сакам да зборувам, зашто некој може да велит во Куран не пишит брадата. Не пишит брадата во Куран, мадам што пишит брадата во Куран. Пишит брадата во Куран? Пишит. Спомнато е со Харун и со Муса алейхи селам. Му велит Харун: ла та'хуз би лихјати вала би ра'си. Немој да ме фатиш за брада, му велит на Муса алейхи селам, види? Немој да ме тргниш за брада и за глава. Значи не е мој грев што овие отидоа во заблуда. Значи почна да го обожаваат кравата. Ова е друга тема, да не зборуваме сега за историјата. Битно, брадата е спомната во Куран во овие ајети. Друго, посланикот салаллаху алейхи ве селем што му речемо на овие двајца што дојдоа кај него од Персија? Му река посланикот салаллаху алейхи: кој ви имат наредувано вие вака? Зашто некој вели не треба одма да почвиш кај харамите, треба прво кај теухидот. Не знаете дека и кај харамите кога почнеш посланикот со харамот му го научи теухидот. Со харамот му го научи ними теухидот. Ти фати се кај него прво што му фали, што гледаш кај него, после учи му го теухидот. Види посланикот салаллаху алейхи ве селем, вистина теухидот, пак теухид му научи. А му рече за да се доближиш кај ними, го виде кај ними што фали прво. Го виде кај ними што фали. Кај ними фалеше ово. Беа бричани скроз, ниедно влакна нема и мустачите долги. Посланикот салаллаху алейхи ве селем му рече ними: кој ви имат наредувано ова вака? Тие рекоа: нашиот господар. За нивниот кралј. Кисра. За него веле. Нашиот господар ни наредувал вака. Рече посланикот салаллаху алейхи ве селем: мојот господар ми имат наредувано, вели, да ја пуштам брадата и да ја кратам мустачите. Вели посланик: кај е теухидот? Мојот господар Аллах субханаху ва та'ала ми имат наредувано да ја пуштам брадата, да ги кратам мустачите. И хадиси многу имат пуштете брадата. Сега дали е дозволено да ја кратиме брадата? Што ме гледате како чудни бе? Една рака. Две прсти? 4 прсти. Прво за кратењето од брадата за посланикот салаллаху алейхи ве селем. Значи од посланикот салаллаху алейхи ве селем нема дојдено ни еден хадис исправен и точен. Имате еден хадис слаб.
on Amr ibn Shuaib an Ebija an Gjeddihi. Veli дека посланикот салаллаху алейхи ве селлем има зедено од својата брада на ширина и на од должината, помало. Овој хадис не е точен, не е исправен, слаб, многу слаб. Јасно, многу слаб овој хадис. Може да го читате негде хадис, да знаете дека овој хадис не е точен и многу е слаб. Сабур. Сега. Значи хадис немаме за кратењето од брадата. И оние учењаци што има дозволувано да се кратет брадата, има е дозволувано до 4 прсти. Колку? Да ја фатиш вака, еден бокс, вели брадата, еден бокс или 4 прсти. Сега, овие 4 прсти, од каде? Од овде, од овие влакната што се овде под устната, долната уста, или од овде? Прво треба да знаете, браќа, дека ова не влегви во брадата. Поточното мислење од учењаците, како што вели Ибн Усаймин, радијаллаху таала, овие не треба да ги бричат, освен ако имат, например, проблем со нешто, имат му сметаат, тогаш дозволено овие да ги бричат, овие влакна. Дозволено е да ги бричат или да ги кратат. Најточното мислење за ова, за 4 прсти, почне од овде. Од овде. Гледаш? Од овде, 4 прсти. А не од овде, ти идете овде 2 сантиметри. Значи од овде. Ова, зашто ти, ако велиме по учењаци што вели еден бокс за вака да ја фатиш, ајде од овде ако правиме, дали можеш да фатиш еден бокс? Не можеш. Значи, до толку има е дозволувано некои учењаци. Некои учењаци. И тоа го земвет од, да ви кажам или да не ви кажам? Да не ви кажам, зашто ќе прате брадите е катастрофа. Вие прво да знаете дека ние сме наредувани посланикот салаллаху алейхи ве селлем да го пратиме него. Allah veli laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ваш модел и узор е кој? Посланикот салаллаху алейхи ве селлем. Џабир радијаллаху таала вели за посланикот салаллаху алейхи ве селлем имаше многу брада. Голема брада. Многу голема брада. Има дојдено во хадиси, ова цело му покриеше брадата. Посланикот салаллаху алейхи ве селлем. Вака. Некои учењаци го земват од Абдуллах ибн Омер, од Ебу Хурейре, ама и тие него имаат кратено нон-стоп. Него имаат кратено нон-стоп на секое почишвење. Не, тие го имаат кратено кога имаат одено во хаџ, само. Во хаџ и во умра. Јасно? Го имаат кратено, значи до 4 прсти. Ама поубаво е да не се кратит. Ич. Ова е најточното мислење. Иако имат разни мислења од учењаците, како што има Малик исто, има дозволено да се крати до 4 прста, ама поубаво ние го имаме да го следиме посланикот салаллаху алейхи ве селлем, значи брадата да не се кратит ич, да не се зембит од нејзе ич. Освен ако веќе те направит некој ептен, излегвиш многу грд или некако, значи некој влакнати излегвет многу, не можеш да ја контролираш убо, значи се гледаш многу лошо, ти смееш малце да ги поправиш, друго не смет да се кратит од брадата. Ова е најточното мислење, пак Аллах најубаво знае.